Јас сум Даница Трпевска и имам 11,5 години. Јас сум Александра Руменовска и јас имам 8 години. Здраво, мали уметници! Добре дојдовте во светот на креативноста. Денес влегуваме во светот каде четките танцуваат, боите пеат, а фантазијата прави магија. Ке зборуваме за креативност, ке замислуваме невозможни нешта и ке откриеме дека уметноста се крие во секој од нас, и во срцето, и во мозокот. Што е уметност? Уметност е балет, музика, пење и нешто друго. Па, според мене уметноста е нешто што доаѓа од срцето и е начин како некоја личност може да си ги искаже своите чувства без зборови. Ако твоите бои може да зборуваат, што би кажале кога сликаш? Ако моите бои може да зборуваат додека сликам, сигурно би биле многу среќни бидејќи повторно ги користам. Би сакала да направам свет полн со природа, сонцето би се смеело дека е моето сонце. Дека ќе бидат среќни, небото ќе ми биде розово, среќно. Кога би можеле да насликате некое чувство? Кое би било и како би изгледало? Моите чувства би биле среќна, радост, розово, за љубовта и сино за небото и жолто за сонце. Ако би можела да нацртам некоја слика во која што би ги искажала своите чувства, ќе биде многу шарен цртежот, бидејќи најмногу би имало жолта, црвена, сина. Уметноста не е само слика. Таа зборува, дише и чувствува како ние. Уметноста е јазикот на срцето. Преку боите, формите и линиите ние зборуваме без зборови. Ги споделуваме нашите соништа, радости и тајни. Запомнете, секој цртеж што ќе го создадете е дел од вас. Дали некогаш имате направено скулптура, како на пример од шпагети или чорапи? Немам направено од шпагети или чорапи, немам направено од глина. Направив човек како свира на мандолини и беше многу смешен. Па во школа машна и снешко. Што би сликале над зидот на вашата соба ако никој не ви каже не смееш? Ја Америка оти сметла и мајка ми ќе го сака и нема да ми се кара. Би цртала многу цвеќиња, сонце како се смее, облаци, срциња. Дали некогаш сте сонувале уметничко дело? Не сум сонувала. Ја не сум сонувала. Креативноста е како балон. Кога ќе го пуштиш, може да лета до звездите. Секој човек има креативност во себе, која може да се изрази на различни начини. Преку создавање на скулптури, од необични материјали, сликање без ограничувања или доживување уметност во соништата. Што мислиш? Зошто небото не е секогаш сино на детските цртежи? Јас мислам дека небото не е секогаш сино на детските цртежи, бидејќи тие го гледаат светот по различно, по шарено и они ги цртаат работите како што ги чувствуваат, не како што ги гледаат. Оти ние децата сме весели овие денови и повеќе шарено правиме. Дали сакаш да направиш изложба со своји цртежи? И што најмногу сакаш да црташ? Најмногу сакам да цртам балерини и некои животни што имат крилја. Да, сакам да направам изложба со своите цртежи и сигурно би се викало мојот волшебен свет, а најмногу сакам да цртам природа, особено шуми. Што е поважно? Да сликаш како вистински уметник или да се забавуваш додека сликаш? Да се забавувам, оти кога се забавувам јас сликам.
Јас исто тоа мислам и јас сметам дека е поинтересно да се забавуваш додека сликаш, пошто така цртажот е поинтересен и има повеќе чувства кон цртаж. Најубавата уметност е кога се смееш додека ја создаваш. Суштината на уметноста не е во совршенството, туку во креативноста и радоста во изразувањето. Детските цртежи и сликањето за забава ни покажуваат дека најважно е да се ужива во процесот и да се изрази сопствената имагинација без ограничување и страв од грешки. Драги наши уметници, денес научивме дека креативноста не се купува. Таа расте со секоја идеја, боја, секоја грешка што ја претвараме во нешто убаво. Не заборавајте да сликате со прсти, да правите театар со играчки или да замислувате планети од пластелин. Вие сте вистински уметници. Продолжете да создавате, да сонувате и да верувате дека во вас се крие нешто магично. Стисни лайк и биди дел од нас.